Мислам дека може да влеземе извини ингейм, почната мечот, така да ќе докажам тоа. На брзинка да ги представиме, значи како што напоменавме, ова е првата мапа, агресивен тука Блиди со 2 хедшото ја отвара оваа рунда, го отвара овој последен четвртфинален меч. Молам малку хајп учатов за да го проследиме, да го добиеме конечно противникот на Good Game во полуфиналето. Продолжува сега ЈНК. Уште еден фраг врз Джексон. Дека овер пак го возвраќа ударот и сега Орион и Бјана преку смоук едниот другиот од Стейрс, мислам дека беше, не, од Сета успева да затворат првата рунда за Infusion. Така на брзинка само да ги представиме играчите, додека се во фристаймот за Infusion Esports играат Блиди, Орион, Бјана, ЈНК и Стресар. А за Скопје 5 играат Фризби, Муцки, Енсар, Овер и Нухче. Така е. Брз пуш на мид со блокови само тоа ќе биде брз шатдаун. Оу не, сепак Бјана добива малку од тоа 5250, а има и 2 дезерти. Сега Орион успева да го убие Фризби кој што беше скоро позади кутиите. Джексон ќе испад меѓутоа преспори, не, сепак со флик успева да го утепа Орион. Видиме Нухче дали ќе успее тука да најде главата на Блиди, тоа и го прави, ја враќаат на 2 vs 2 во оваа скоро целосно ека рунда. Меѓутоа паѓа бомбата сега на мид, извини моке што ќе те прекинам. Тресарн тука успева да го најде Муцки и останува сам Нухче, меѓутоа има и МК во своите раце што може значително да смени, да ги смени наставите во оваа рунда. Нухче сега полека се приближува кон рампа, дали ќе врти цела мапа скроз? Има доволно време да го направи тоа, но да видиме. Така, има време. После одредено време веќе ќе почна Стресарниот таму да замара, гледаме дека веќе сврте еднаш, да свртува сега и 2 пати. Онака добиваш чувство кога играш веќе, кога се поминати доволно секунди, дека веќе на друго место може да дојде противникот. Да видиме, Стресар уште е фокусиран, еве го погаѓа тајмингот. Се враќа. Не, Не, за малку. Not like this, тајмингот не му иде баш од рака. И има сега шанси, но мора да брза 20 секунди само се останати за Нухче. Да, ќе мора да оди конектор или шорт. Да. Мислам дека ќе нема време да се враќа назад. Да, ќе го зачува оружје, а во меѓувреме малку го зголемам кросхерот, цела долна црта кросхер size. Еве 2 да го ставиме да видиме, може и 3 да биде почитлив за вас. Ето така. Два спрема 0. Да, спрема 0. Веќе поблиски беа овие две рунди. Иако не очекував Скопје 5 скоро целосно, еко беа само со чатпат некој дигл, но генерално беа фул еко без никакво оружје, без армори и стигна еден само да остане жив од Infusion Esports, што е добар показател зашто не очекував во овој меч. Во меѓувреме завземаа целосно Скопје 5 мид контролата. Таму веќе нема никој смокнати со сите влезови и излези. Мора да се повлечат играчите на Infusion. Убав нейт на 58 хелт останува тука Орион. Агресивен. Овер сега. Одличен од Јанко. Успева да го добие фрагот. Па и Јанко малце премногу агресивно беше пушнат на рампа, но дали ќе го очекува Стресарн кој што е над Палас. И сега пробува да пушне Стресарн во Палас, меѓутоа Овер го гледаше тоа го. Фризби подготвен. Фризби сега. Точниот момент излезе да пикне од палата. Не беше подготвен за тоа Бјана, да видиме дали ќе провери Фризби десно. Не провери навремено, но искомпензира доволно брзо. Го остави на лоу HP Орион кој што издаде бомба на почетокот на оваа рунда. Но прекрасен втор хедшот, второ убиство се извинувам од Орион. Изгледа прием точен го има, но тука е Овер да го сопре и им ја дава првата рунда. 4 HP Орион. Така. Мислам дека требаше да се врати за сейфа, пошто останати беа тројци играчи. Меѓутоа, најверојатно тие два фрага што ги направи го понесла. И сега 2 спрема 1. Гледаме 4 диглови и едно пито 50. Фул бај за тимот на Infusion. Повторно мид контрола гледаме од страна на Скопје 5. И на минатите геймови беше исто, као цело време зима контрола на мид Скопје 5. И сега Овер повторно го наоѓа Блиди. Јанко тука ќе биде прв што ќе
искочи на шорт, го спотна едниот играч. Сепак не успева да направи повише од еден фраг, само Енсар паѓа. И сега Орион со неколку мисови успева да го убие Нухче, но Муцки го затвори оваа рунда за тимот на Скопје 5, тоа е веќе втората. Мораат теко сега да прават Infusion Esports. Имам израмнување. Видиме што ќе успеат да направат со овој 1 Pit 51 дигл, останатите сите на US миња. Имаат еден поплеш најверојатно што ќе го даде Орион и гледаме се фокусираат на рампа, толку така Овер е повторно тука. Прави еден кил, но одма истреден од страна на Бајан. И сега ако влезат агресивно ќе ја најдат и бомбата, но не, се повлекуваат, го земаат калашот и само се повлекуваат. Видиме, не, Фризби сепак игра пасивно овде, можеше да ги фати додека ротираа назад. Конечно сега излегува, но веќе му се гледат и следат позицијата. И да, го губи животот, не во погрешен момент пикна, но ја доби информацијата и на почеток Овер како и сега Фризби дека на А се стакнати играчите, што значи дека е слободно без завлегување. Така дури ни прозорчето не е искршено. Влагаат 2-1 по 1 и тука Нухче ќе ги пречека двајцата Орион и Бајана. И Стресар ќе успее да го најде Есен. Се места тука на Муци дабл спрејдаун има врз двајцата Стресарни блиди. Сепак ова беше еко рунда од страната на Infusion. Добро беше што Да, меѓутоа доста штета нанесува на противничкиот играч, на противничките играчи. Може би ќе беше попаметно да го зачуваат тоа. Мислам дека и дури два калаши успеа да зачуваат. Така е, два калаши. Непотребно има влегува. Себе. Меѓутоа стана и 2 на 2, гледам, мислам, не знам. Требаше може и да се пробаат, меѓутоа се најде на тоа место таму кај што се најде и успеа да ги шатдаун на двајцата. Така. Сега повторна контрола мид, повторно бомбата Тиспон, еден рампа, еден апс, стандардна игра и сега Овер добива флеш, меѓутоа Тресарн се одлучи да се повлече, но Муцки во меѓувреме го наоѓа Орион. Таа дали тоа беше на мид, Муцки не успеа. Од чер кон шорт беше тоа. Кон шорт. Со АВП. И со тоа ја повлекува ротацијата на Бајана. Кој што се гледа сега Б, Фризби со одличен молотов го истерува таму Стресар, мислам дека. Мис флеш, се флешна сам. Енсар го гледаме качен горе. Го пронајде главчето на Бајана. Иако тој го очекуваше, но сепак блиди и Стресар ја стабилизира ситуацијата, блиди со уште еден кил за малку, ќе го најдеш и третиот, но го утна за милиметри, ја утразна милиметри главата на Овер. Повторно се враќаме на 2:2, но бомбата оди на Б. Само е таму Муцки, а веќе ротациите се сите на А. Тука единствената задача на Овер е да ги задржува што подолго играчите на Infusion. Мора да направи малце галама. Потек иде джунгла. Да, сега ќе фати и ротацијата од СТ база. За да не може ротацијата да стигне до Б. Но тука ќе го очекува тоа Јанко. Дали ќе го да провери и успеа да губи Овер. Останува сам Муцки против Јанко и Стресарн. Јанко ќе го почека сега својот тимејт. Стресарн, Муцки има одличен нагол и така го наоѓа Јанко. Дали ќе очекува од истото место? Стресарн од истата позиција да дојде? Мислам дека го спушта. Стресар. Преку кутијата успеа да го најде Муцки, тоа ќе биде третата рунда за Infusion. Така е, во меѓувреме само видов дека се подсобраа малку луѓе на Twitch, така да дечки да ви повторам дека ова е последниот четвртфинален меч, после ќе се играат полуфиналињата. А во текот на целиот ден ќе имаме гивови, имаме вкупно денеска 3 ваучери од KFC, картите од Cineplex, тоа се 2 карти за една личност, еден поко пакет, тоа е една фамилиарна пица и 2 нутела палачинки и пред почетокот на финалето ќе имаме giveaway на слушалки, на тие прекрасните Logitech 322 слушалки, 332 извинете, така да бидете цело време со нас за да имате можност да победите некој од овие giveaway. Ако победите еден, тоа значи дека може да учествувате и на другиот, така да тоа не е никаков проблем. А сега продолжуваме со мечот, имаме повторно израмнување. Така Стресар во меѓувреме направи одличен демидж над Муцки и на Нухче, искочи конектор, пукна можеби некој 7-8 куршоми и направи огромен демидж и сега Блиди успева да го убие Овер, кој што беше агресивно пушнат на рампа.
Играчите на Скопје 5 полека се приближуваат кон... Обе и сега хедшот добива фризби, останува само на 11 хп. Тројца од играчите на Скопје 5 се на лоу хп. Од четворица само Енсар е на 100. Полека се собираат сите четворица кон Б. Ова ќе биде и сега успева Јанко да го спотне првиот играч. Тоа е мислам дека Нухча, така е. Ке има смок за врат, ова за прозор джангл. Смокнато е Б и сега искочи преку смок Нухче, меѓутоа веднаш доби по главата. Енсар сега го возраќа ударот, но Орион. тука е Орион. За малце не го исконтролира И спеот, но уште го извади еден. УСП-то навремено. Која отцепи главата на фризби и им донесе минимално предство на Infusion Esports 4:3. Но дополнително освен таа предност од една рунда имаме Еко, скоро па и целосно Еко само 2 P250, извинувам, еве сега 3 P250 инвестиции од Скопје 5, но тоа не е ништо посебно. И повторно сите ќе искочат на мид, таму ќе ги пречека. Не, нема да ги пречека никој, бидејќи ќе биде молотовното. Да бе, не молот. Сега и Нейд изеде и го промаши својот флика, веќе се качени тука горе. Успешен носкоп, но и тука е Орион да му помогне. Конечно еден кил прави овер, сега фризби му се додава на тоа, но остануваме на тие два фрага. Не е дека е малце со оглед на тоа дека само има 2-3 P250-ња, но сепак мислам дека очекува повеќе од оваа рунда Скопје 5. Веќе економијата на Infusion е доста постабилна, така да и да изгубат оваа рунда ќе имаат следната за форсање, додека повторно се до границата на своите финансии однесени Скопје 5. Така е, како што гледаме, има доста смокови на некој сајт тоа и го прават се места сега за екзекют на А. Прашање на време само кога ќе се случи ова. Таму ќе ги пречекаат Белиди и Стресарн од скали, меѓутоа тука и Бојане полека да помогне, но тој го гледа Виндо, односно не, тој гледа Палас. Сега се врати кон Виндо. Изгледа како да ќе има full A execute, само можеме да ги следиме бомбите, да, ова ќе биде интересно за гледање. Ќе земам оваа перспектива, еве ги гледаме смоковите, видиме каде ќе завршат. Смокнато од сето, Сега смокнато врнати од стерс, флешови. све останато се е буквално смокнато. Заеднички пуш имаме на сајтот, го наоѓа Нухче првиот хедшот врз Б, напаѓа АВП-то, истовремено Енсар го забележа таму на Firebox, дека беше скрен Блиди, ротацијата од позади ја сопира фризби, него не проверува стерс позицијата и сега останатите двајца од Infusion Esports се заглавени во джангл. Дали дека да нема викнат, потреба дали ќе да одат, пробаат? треба да се вратат назад, треба Да. да дадат и 2 дропа за следната рунда. Сега Муцки успева да го најде Орион. Сега но не успева Енсар тука да го заврши и да земе третата рунда, односно четвртата рунда за Скопје 5. Убав A execute имаше, језда ово е така релативно, нисам сет стратегија него не го Стандарден, спорувам да, тоа, да. но генерално стандардно, единствено што беше различно е што Фризби беше луркер од позади и успеа да ги скрати ротациите уште пред да се случат. Он играше конектор позицијата. И сега се одлучуваат за Еко, односно за 5 дезерти имат на Infusion, баш поради тоа што не успеа да се чуваат двете пушки што останаа Токму последни. така и скоро воопшто убиства не направија, ако помнам, да само едно убиство Да. направија. Видиме Блиди агресивен, Муцки го очекува тоа, веќе гледаше сличен нагол, само малку фалеше да фликне. Фризби и Овер во меѓувреме успеваат да најдат уште еден фраг и остануваат само Јанко и Ау! Бојана. И сега Јанко со одличен хедшот губи Нухчето што проба. И уште еден хедшот! Браво Јанко! Јанко и не тера од таа партија која што неславно заврши со 1:15, ако помнам. Така да сега целосно 1:18 ме поправи вчера. Он ме поправи. така да целосно сега се враќа во игра и не тера очигледно и одлично е тоа. Да видиме Бојана сопира бомбата, не го проверија, не ми е јасно како не го проверија. Тој најбазичен нагол и се враќаме на 1:1. ЈНК има сега тука можност да ја клачне оваа рунда со вкупно 4 фрагови, го бутка на 20 хп Муцки. Така и сега ротира целосно во киде конектор, така е, браво Јанко. И јас ви го направил. Затоа што нема шанси да го очекува Муцки тука. уште гледа натаму, Јанко ја клачну оваа рунда. Значи од 4 1 фрага за Јанко. од 1:18 дезерт. Да. од 1:18 стигна да клачне 4 фрага оваа рунда и да е
Вкупно 10 фрага се бори за првото место на серверот. Одлично изиграно од негова страна. И сега, па Така. ова ги втурнува Скопје 5 во еко. Поедена сега с убав фраг, уште еден убав фраг, пика повторно, меѓутоа станува на локапа, мислам дека не треба више да репитнува и Енсар го наоѓа со Нейт, во меѓувреме Стресар нискача од конектор и Орион од шорт и ги наоѓаат Нухчи и Енсар кои што беа последни останати за тимот на Скопје 5 и си ја зимаат без некаков посериозен проблем седмата рунда. Но сега гледаме и фудбал од Скопје 5. Така. 5 калаши и релативно многу јутилити. Не знам уствари да таа конструкција на реченица е правилна релативно и многу оксиморонично е во иста реченица, ама нема веза. Бомбата е во беапс, мислам дека тројца играчи од Скопје 5 ќе форсираат Прават ротации екзекют. тука и ќе прават екзекют токму така на А, да форсираат ротации. Мислам дека тоа ќе им успее поради тоа што таа рундата е една од најчистите рунди што ја зема беше А екзекют. И поради тоа ќе бидат исплашени малце Infusion, ќе ротираат, можно е да ја ротираат пребрго. А другите двајца гледаме само чекаат пушови тука на bottom of B-ups, така да интересно ќе биде да видиме токму дали ќе повлечат ова ротации. Да, гледаме, дури двајца идат на каја. Само еден останува на Б, успешен фейк, но стресарн. Навремено, ако ги убијат сите тука играчи на Скопје 5, ќе сватат дека е фейк, но затоа тука е Фризби прави два фрага, конечно е убиен. Но И останатите... сега и Да. Јанко се повака назад, меѓутоа го слушна тој флеш и се врати на Б, ќе остане позади сед, слуша дека бомбата е скоро се плента, но Муцки ќе си го извади калашот, нема да плента бомбата и сега Бојана со одличен фраг врз Енсар. Го знаат каде точно се наоѓа Муцки. Му прават само 10 демидж и успева да искочи Блиди, меѓутоа добива многу. Джексон останува само на 9 хп. Бојана во меѓувреме го смени својот АВП со калаш и го убива Джексон кој што проба да пикне од бенч за 8-та рунда на Infusion. Одлична тактика, на едноставно многу демидж направи ЈНК на тој бесайт, иако беше останат сам, иако беше фатен веќе половично на ротација. Доволно инфо даде и доволно време задржа да изротираат неговите соиграчи. Повторно бомбата во Тискони остануваат, се враќаат на стандард игра каде што го освојуваат мид, додека другите двајца чекаат испади пред А. Еден во апс, еден рампа. Овер е цело време на рампа. И мислам дека тоа го знаат тимот Infusion. Извинувам. Овер сега искочи на трипл и успева да ги убие. Ау! Стресар. Во меѓувреме ни И смокот ја најде главата на Бојана. Да, сега Орион не очекува дека Джексон е тука качен од клупата, може би заборави дека може да имаш да си направиш селф буст, сам себе да се бусташ. Односно да скокнеш од клупата директно во Windows и сега на Јанко не му преостанува ништо освен да го зачува, да зачува оваа пушка, но ќе гледаме повторно еко неверојатно може Бојане да дропне некој пиштол само. Ова се поизвестно е дека е петата рунда за Скопје 5. Така. Видиме само дали ќе Видиме успее само дали Јанко воопшто. ќе успее. Да. Леле, трајче бе, брат. Истото го мислиме, Исто. добро са, тоа е шо. Како беше ваквата? Таа узречицата? Great minds think alike. Ето. Го бушат тука, но не во точниот агол. Нема го тошо спава. Меѓутоа сега вложуваат се што имаат тимот на Infusion, не знам зошто, меѓутоа ајде, окей. Гледаме 2 емки, 1 фамас и 2 дезерти. Агресивен. Сега Бојана на тука. шорт. Но Бојано го Успева да очекува. го најде Фризби кој што беше стварно преагресивен. Ау, Но Джексон сега со fast scope. Муцки Джексон да со fast scope успеа да го најде Блиди, меѓутоа ја останува исто така на 10 хп.
Еден играч на тероите, тој е овер, веќе е влезен во Тетрис, него очекува да е толку близко. Орион сега Цело има време, можност да... цело време го прави истото овер и цело време успева да најде 1 до 20 играчи. Значи нон-стоп. Секоја рунда, еве сега ќе има смок за скали и молотовот, не знам каде отиде негов сајт. Меѓутоа бомбата се враќа на Б, Јанко мислам дека го сваќа тоа од претходната партија што го направија. Видиме Веќе само 20 извини на играчи се мид во нукче, не, се уште не е селф буснат. Ќе треба да се качи, ќе направи голем проблем тука за кантерите, ако отиде од... Така, меѓутоа Јанко има многу одлична позиција. Но која во што често андерпас не идат, проверува. извини, што да прекинувам. Опа! Во андерпас Значи ќе идат. спојат конектор. Да? А може да се буснат во Windows без никаков саунд да направат. Но не се решаваат на таков потек, сите тројци играчи идат конектор. Муцки ќе се грижи за да не испадне некој од чорт, меѓутоа таму нема никој, но позицијата на Орион е многу добра. Тој е во палас. Сега ги слуша сите, слуша дека плентаат бомба, но Нукче го очекува. И играчот во палас. Видиме дали ги очекува уште еден од таму. Орион е прв, ја доби информацијата дека таму се наоѓа Нукче. Му ја одзеде главата. Сега наоѓа уште еден кил, само станува Енсар, но за него е плантирана бомбата, видиме како ќе се справи со ова. Убав иди молотов, но меѓутоа малку тој нема предлабок. да направи ништо. Така е, излегува го Боња, првиот хедшот и можеше да се врати назад позади кавер и да си ја чека. Сепак притисокот беше на Јанко, но одличен рифрак од негова страна и продолжува Јанко со одличната игра. Така не ни тапна, мислам дека бомбата тимот на Infusion за да искочи Енсер мислам дека беше тоа и да Да. го пика вториот играч, тоа беше Јанко. Но што е тука е? Деветата рунда за тимот на Infusion. А што е таму е? Double AWP има од страната на Infusion. Мандарин. Конечно не пуша на рампа овер. Сега тоа го прави стресан со своето MP9. Да, меѓутоа Близи сега чека до крај тој смог да не искочи погрешка овер да им направи повторно фрагови. Истовремено верува во своите фликови. На средина го става кросхерот и кај да искочат ќе проба да фликне, дали од десно, дали од палата, дали од рампа. Конечно ја превзема таа улога. Стресан сега он целосно се фокусира Блиди е тоа кој го говорам. Имаме А execute да ги видиме молотовите како ќе паѓаат. Одлично повторно имаме сите агли затворени. Одлични два фрага, еден рифрак од другата страна, 4 на 4, но доста време помина, изротира играчите и го спотнаа, тоа е фризби повторно со таа лурк позиција, ова е истата тактика која што ја прави претходно, има гап во смокот, го наоѓа едниот кил, но него наоѓа и плантерот, тоа да им дава малку можност на Скопје 5 да земат оваа рунда, но само станува Муцки, мора да клачне, 1 versus 4 за да им да донесе петата, се извинам шестата, тоа не го прави, го имаме првиот халф, 9, се извинам 10 наспрема 5 во полза на Infusion Esports. Така гледавме одлично чување од страна на Infusion, некои мали грешки, но сепак одлично изигра и исто така имаше доста добра игра од тимот на Скопје 5, каде што видовме и некоја малку поразлична игра и подобра игра од минатите мечеви каде што више почнуваа да се користат смокови, флешови и малку тимската игра се развива. Така. Сега да видиме, Јанко останува сам со 2 флеши и 1 смок, најверојатно ќе смокне, но тука се више тројца играчи од тимот на Скопје 5 на Б што ќе ги пречекаат. Еден ќе спота тикет и еден е на мид. Убав смок имаме тука. Не, ми се Смокот ќе избагира. падне Windows. Фак. Меѓутоа Муцки и Енсар сега ги прават првите фрагови, Стресан успева да го најде Енсар, меѓутоа Нукче од шорт го убива Стресан и Јанко каков, тоест не беше тоа Јанко. Да, усвари Јанко успева да го најде. Нукче останува 1 на 1, меѓутоа Фризби го убива и Јанко не успева со 3 фрага да ја. Дечки се извинувам, но кога се следи така бомба, се багира камерата и ништо не можеш да правиш, се заглавува на бомбата камерата и не можеш да ја мрднеш, дека не ја снема бомбата, односно смокот, така да се извинувам, но CS:GO ме зафркна. Дечки после ова
ќе има giveaway, првиот што ќе биде 500 денари купон од KFC. Така. Орион! Орион сега со одличен фраг врз Фризби. Фризби ја чекаше таа позиција, меѓутоа Орион успеа да ме дупне главата, меѓутоа сега се враќаат скрос назад. Тимот на Скопје 5 не прави никаква ротација. Поради тоа сега Орион добива исто по глава, останува само на 31 хп. Среќа што има Кевлар и Хелмен. Јанко успеа да го остави да го остави на 55 овер, меѓутоа овер од скали со тоа MP9 успеа да го најде и сега БЈН со втор фраг за Infusion. Така. Го носи својот тим во предност, меѓутоа бомбата сега ротира на Б, но тука е Енсар да го слушне сето тоа бидејќи малку погласни беа што треба играчите на Infusion влагаат сега. Видиме Енцар што може да агресивно. направи по овој пуш. Од другата страна имаме еден калаш и 3 диглови. Енцар ја наоѓа првата глава, тапнува, но БЈН е тука да го ритрейдне. Сега главната задача ќе има со својот фамас Нухче. Но од позади не знам дали го чекуваат овре веќе тука, иако му падна неговиот соиграч, мислам дека со ова SMG едно убиство евентуално може да најде и после да му дадат позицијата, но не паметно го игра, го гледа ова БЈН, одлично одиграно од негова страна и го бутка. Ова беше half buy, така? Па, мислам дека Диглови целосно беа- има купено диглови, да, Да. дефинитивно. Но ги има потрошено сите пари. Повторно имаме full buy од Скопје 5, иако на ништо не личи тој full buy 5 диглови. Бомбата се фокусира од Infusion кон А. Фулбај за Скопје 5. Влагаат во 18-та. Меѓутоа Орион со два фрага успева да ја отвори оваа рунда и сега Овер успева да го убие Орион, кој што премногу агресивно скокна на скали. Во меѓувреме Јанко го убива во цете. Може само да направи некоја економска штета или да успее да земе некоја пушка од противничкиот тим. Убав флеш. И убав хедшот, Уште поубав хедшот. но не може да сврте оваа рунда. Евентуално ќе пробам, мислам дека бомбата ќе го однесе тоа оружје што беше паднато од експлозијата, ќе го донесе на кај Енсар, на кај цете подлабоко. Само треба од лево да пази. Да, таму е Јанко, што најверојатно ќе... Но не, Јанко го губи својот живот, се растанува со дезертот, не успева да го земе оружјето на Јанко, беше MP9. И сега ќе гледаме еко од страна на Скопје 5. И 5 калаши за Infusion. Не се решаваат Infusion да играат контрола мид. Напротив, веќе смоукнаа на шорт и направија некако фейк на Б, меѓутоа не повлекуваат многу ротации, само Нухче ротира, но во меѓувреме БЈН влага на успева да го убие Джексон. Меѓутоа Фризби губива, БЈН истресан со два фрага ја отвора целосно А сајтот и може да се плента тука комотно, но Нухче во Орион го убива Енсар на Б сајтот, останува сам Нухче. Немаше кучно истресан да продолжи да тука и Јанко ќе го убие Нухче и така ќе биде 13-та рунда за Infusion. Така. На почетокот, односно на другата страна која беа Infusion, Кантери беше релативно поблиску, но сега не изгубија, само една уствари изгубија рунда, кога ги сменија страните. Орион на врвот на табелата со 21 Сега фраг. одличен нейт од страна на Овер, извини моки ќе Ништо, те ништо. прекинам. И сега влагаат на А, меѓутоа Овер и Нухче прават два фрага, три фрага Овер. Преку смок успева да го најде Блиди, меѓутоа сега Орион возрака со 2 на 3. И Орион и БЈН имаат направено демидж.
убаво би било да се вратат, имаат доста останато време, можат да направат што сакаат, изротираат каде сакаат, меѓутоа БН сега пушнува во сендвич и дали ќе се бустаат на терс, така е, меѓутоа тука се Овер и Джексон. И Муцки како да го спотнува тоа да успева да најде главата на БН. Муцки, what? Прием Па добро, на очекувано, таа реално позиција, беше да знае пусто, дека да, заради буст, бустот. Буст имаше така. 13-7. Vacation. Дали ќе гледаме камбек? Мучки, добив информација, не Муцки. Мучки. Добро. Добро, Мучки од сега. Джексон. Или Джексон само. Но ние не правиме никакви мучки, после овој надпревар ќе Ау. КФЦ. Каков сегуеј. Така е, дечки, Сега не земаат одете никаде. контрола на мид тимот на Infusion. И успеа Овер да ги спотне двајцата играчи кои што се во андер, меѓутоа БН останува на 5 хп, меѓутоа некако успеа да го убие Овер. Така. Пикаше Window. Сега останува тука Джексон да го чува кросот на мид. Полека се повлака и БН. Мора сега да се групираат заедно тимот на Infusion и да направат нешто заедно. Бидејќи БН е само на 5 хп. Си го смени оружјето Бојана сега со АВП-то со оглед на тоа дека на лоу HP. Одличен избор. 3-3. Полека отвараат Б. Бојана ќе биде тој што ќе отвори, меѓутоа ја има и бомбата. Со него и сега Фризби успеа да го спотне во джангл Јанко. Енцар сега ќе го сопира овој пуш, му ја знаат позицијата, единствен е тука. Бојана конечно го сопира, односно го треда својот пријател. И останува на 5 хелт 1 на 2. Мислам дека ако отиде агресивно, било каде треба да земе 1 на 1 фајт и со двајцата, а ако чека ќе му дојдат истовремено. Толку далеку играчите на Скопје 5. Така. Го наоѓа И се успева да првиот. го најде Фризби. Што туку ти фрли флеш од шорт? Така е, се врти сега кон шорт. Меѓутоа не знае дали е поминат, го слуша. Многу нойс направи Нухче, меѓутоа го утнува првиот шот Бојана. Леле, рисаше на ноускоп, ама добро е, ќе има доволно време да дефјузне бомбата, иако е фото финиш, сепак ја клачнува оваа рунда Нухче. 13-8 им дава малку надеж на своите соиграчи, да видиме дали ќе форсираат оваа рунда Infusion, сепак не. Сите ќе пробаат да бидат околу $2000, за да можат следната рунда да купат. Главната задача сега ќе им биде поставување на бомбата. И сега дали ќе гледаме брз плей, идат тројца играчи во апс, а двајца се веќе рампа. Орион добива многу демидж со тој Нейт. И Јанко фрла два флеша да искочат сите играчи од Infusion од Палас. Сега Биди успева да го најде, меѓутоа Нухче со 3 фрага. Одличен спреј И трансфер Овер со имаше еден тука. останува сам Орион. Извини, Моки не може да не го проследи. Орион ја пронајде главата на Овер. Енсар сега доцни многу со ротација. Иако ја знаат бомбата, тимот на Скопје 5, Енсар остана на Б-сајдот. Сега Орион во клач ситуација 1 на 2 против Джексон и Енсар. Блиску беше да го спотне Джексон, но Джексон држи друг агол. Добива хеч од Енсар на 12 хп, успева да го шатдауне Орион. Така. За нивната 9-та рунда. Сега гледаме Full Buzz Infusion. Фул бај од двете страни. АВП имаме само рацете на Мучки. Од другата страна само Калаши заедно со Utility. Повторно мислам дека ќе гледаме таков Execute. Па се повеќе наликува на тоа, бидејќи играчите се
спремни за смокови. Јанко ќе биде луркерот оваа партија. Така Го е, слуши играчот на шорт. на фризби задачата ќе завршува кога они беа терори. Еве ги Така. смоковите. Имаме еден во джангл, еден на стерс, но фали смок за цата, да видиме како ќе се справат со ова. Не се справуваат баш најдобро, Нушче ги сопира целосно на рампанат, Блиди тука е сега со Блиди. два фрака и Јанко со еден. Мгм. Ја враќа ситуацијата во нивна полза, стануваат Мучки и Енсар и сега Мучки го губи својот живот од Бојана. И останува сам Менсар 1 против тројца. Блиди одлично ја отвори оваа рунда. После двата фрага на Нухче и он направи два фрага. Го возврати ударот. Да види Менсар најпаметно во оваа ситуација би му било да го земе АВП-то и да кидне негде. Така. Мислам дека прво чека екзит фрагови, мисли дека бомбата евентуално може да го експлодира снайперот малце поблиску до него. И не се решава да го земе АВП-то. Добро. Не така АВП-то се гледа. Добро. Или Може да мискомуникација или продолжиме. одлучиле дека немаат потреба од АВП за следната рунда. Да, меѓутоа сега и Ејко ќе мораат да играат тимот на Скопје 5 или да форсираат некои пиштоли или малку по лоши оружја да кажам. Гледам Така. еден скаут Desert 5-7 MP9 и штаерот на Енсар, што го зачува од минатата рунда и сега брза транзиција најверојатно кон Б, не, сепак успоруваат тимот на Infusion, пробаат да земат некакви utility од страна на Скопје. Бајана против Мучки овде ќе мора да се... Мучки не беше спремен дека е толку агресивен. Бутнат сега во таа интересна буст позиција тука на сајтот, уствари селф буст позиција Енсар. Прават многу демидж, Блиди паѓа на 17. И се повлекуваат назад сега Infusion Esports. Се враќаат кон А. Бајана доста агресивно игра овде и подготвен беше. Го стопира пушот на овер со убав хедшот. Така е, Нухче. двајца играчи се тука блиску, дали ќе Орион го спотна и супер со одличен флику успева да го убие Нухче, меѓутоа фризби во меѓувреме и Енсар 2 на 3. Само види извини од позади, фризби изротира од палата, беше таму агресивен и сега немаат шанси да знаат дека дури волку стигнат фризби, прават едно убиство, но мислам дека што и да направат во оваа ситуација, готова е оваа рунда поради позицијата на фризби, токму така. Блиди сега има незавидна задача да ја клачне оваа рунда за својот тим против двајца на 17 хп. Проблем е што не го знае вториот играч каде точно се наоѓа, едниот го знае дека е рампа. Сега очекува никаков плей од страна на Енсар, меѓутоа ќе си го пронајде тука многу лесно Блиди и тоа ќе биде 10-та рунда за Скопје 5. Така. Не знам како се преточи во предност. Многу фрагови на во краток временски период направија Скопје 5 и успеа од 5 на 4 да свртат оваа рунда на 2 на 4 во нивна корист. Пауза. Сега кратка пауза барат тимот на Infusion. Се враќаме на нас да не пишат нешто што не треба. Така си. Интересен гейм до сега, 14-10 колку што помнам, да, 14-10 резултатот, што значи дека Така е, гледаме малку поразличен гейм од оно што го прикажува во групната фаза, со Така. тоа што нели видовме повеќе тимска игра, повеќе подобра комуникација помеѓу играчите. И резултатот е таков каков што е. така е, веќе одма се враќаат, кратка тактичка пауза беше ова. Се враќаме да го проследиме дополнително овој меч. 14-10, убава предност, но сега мора Еко да прават, освен Орион кој што купи
паѓа на $800, останатите се генерално еко, имам еден глок, уште еден зачуван калаш предпоставувам и влегуваат сега агресивно на Б. Енсар тука го спотнува првиот, но не успеа да пукне на време. Во скок го фаќа другиот, се сврте на време, но направи 2 кила, но тука е Бајана конечно го сопре во таа одбрана на Б сајтот, остануваат Бајана против Орион и Бајана наоѓа уште еден кил. Ни смокот сега тука ќе биде очекуван сепак од Овер и само станува Бајана против тројца дури играчи на Скопје 5. За малку делуваше како да ќе го пронајде хечатот, но Овер излезе подобар во тој дуел и ја носи 11-тата рунда, се поблиску и поблиску стигнуваат Скопје 5 да го израмнат овој гейм. Така. И 14 спрема 11. И сега гледаме повторно фул боја страна на Infusion, само Орион е со Desert. Така е, он форсна целосно минатата рунда, некоја мискомуникација сигурно имала и агресивно. Сега токму тој иде, прави многу демидж на 15 хелд. Останува Нухче. Мислам дека беа задоволни и единствениот дигл на нивната рунда само едно убиство направеше и да паднеше. Меѓутоа Орион само на 15 како успеа да го донесе Нукче, што и тоа е нешто. Сега Илани, мучки го чекаше тој агол на чер, Бојана пикна и мучки успеа да го убие. Сега двајци играчи, еден на рамп, еден Палас, Блиди дали ќе пика на Асајд, дали ќе проба да направи некој opening frag. Јанко ја зима бомбата, тоа Сијана ја зима бомбата. Страшно веќе станува за Infusion, неколку рунди поред не можат некако да се справат со исклучување на таа рундата што ја земаа пред 2 рунди. Се исклучок на таа рунда некако клаустрофобично станува мапата само да го последиме овој пушкон. Фризби наоѓа еден кил и наоѓа уште еден истреда на неговиот соиграч. Сега само станува Јанко дури против четворица, како да подсопре бензинот што ги форсираше напред Infusion Esports и од последните 7 рунди 6 ги земаа Скопје 5. Стигнавме од 14 колку? 14-6 или 13-6 стигнавме до 14-12. 13-6, 14-12. Гледаме се поблиска и повозбудлива игра, онака како што треба да изгледа едно четврт финале. Така. И сега ќе идат на мид контрола да земат тимот на Infusion. Меѓутоа не знам дали имаат многу јутилити на користење. Бајана станува на многу лоу хп, меѓутоа го вонзорајќи ударот и го буткап на 58 овер. Дали Бајана ќе се реши да иде преку смоук или ќе направат некаков буст. Прави малку нойс Орион. Два молотови таму не требаше да отидат. Ова е некаква мискомуникација. Одличен нейт. Муцки останува на 47 кп. Орион успеа да му направи 53 демидж и сега Орион од две страни како да беше пука, не. Од една страна, од джангл. Знаат отприлика каде се играчите, не меѓутоа дали ќе очекуваат дури четворица играчи на А-сајтот. Мислам дека сега ќе се пуснат, дали е спремен мучки за тоа. Не се прави воопшто демидж да. Снемува веќе време, 40 секунди останати од оваа рунда. Конечно имаме еден кил, тоа го прави Овер, сега го прави и вториот со прекрасен хедшот. Дали ќе го имаме и третиот, токму така го исконтролира спреот. Конечно Јанко возврати, но тоа е само еден кил наспрема трите на Овер. Дали е спремен? Не е, баш убав сендвич направија тука од двете страни од конектор и од джунгла. Фризби сега мора да ги сопре овде, да купи доволно време да изротираат неговите соиграчи. Одлична позиција, губива Блиди, сега само станува Јанака против тројца. Имавме клачеви од негова страна оваа рунда, но не успеа да го исконтролира целосно спреот Фризби. Со 25 хп само останува, меѓутоа не успева да го најде Фризби последниот кил и да донесе 13-тата рунда за тимот на Скопје 5. Уште една тактичка пауза бараат тука Infusion, очигледно не очекува волку многу да се вратат Скопје 5, да подсетиме 13-6 беше, ти очекуваше, да подсетиме 13-6 беше овој меч, сега е 14-13 во полза на Infusion, така да удбав и одличен камбек од страна на Скопје 5. Инаку ако ви интересира временски, после овој гейм ќе се играат полуфиналињата. Првото полуфинале ќе биде помеѓу Good Game
и победникот од овој меч, ова е само првата мапа, и тој ќе се игра во 14 часот, односно 2 попладне, а вториот гейм ќе биде помеѓу Gods и QQ, тој ќе се игра во 16 часот, односно предвидено се игра во зависност кога ќе заврши претходниот полуфинален меч. Ќе се и предвидено да се игра во 4 часот попладне, односно 16 часот, а во меѓувреме имаме многу giveaway, така да не одете никаде. Мислам дека и помеѓу првата и втората мапа на овој меч ќе пуштиме еден ваучер од KFC. Не мислиш, ќе пуштиме. Ќе пуштиме. Така, дечки, се враќаме во геймот, анпаузирано е. А имаме уште многу giveaway денеска планирано, така да ќе ви ги објасниме тие после, не одете никаде. 14-13, една рунда само разлика, а претходно беа многу. Една рунда разлика сега за Infusion. Да последиме 28-та рунда, или 27-та. Не се флексај со оваа математика што ја правиш, што ја не можам. Иако имаат имаат 5 калаши тука Infusion, многу малце utility имаат, само Јанак има 2 флеша и еден smoke, единствен друг има Бајан на еден флеш во своите раце, ама толку од другата страна има стварно вистински full buy со AWP, AUG и full utility на сите играчи. Мирна игра, сталожена од двата тима, не пика никој, немаат простор за грешка ниту едните, ниту другите. Резултатот е премногу тесен, тука само можам да кажам дека Мучки е само малце поагресивен на шорт со тоа АВП. Другите сите се некако по сконцентрирани на сетовите. И сега полека тимот на Infusion идат према Б. Има смок за шорт, ми се чини дека ќе биде тоа, така е. Еден флеш од Јанков, втор флеш од Јанков, влагаат да видиме дали ќе... Стресар успева да го најде Енсар, меѓутоа Бајана на другата страна губива фризби, остануваат само Мучки да го запре некако, Нухчи и Мучки враќаат неизвестноста во оваа рунда, 3-3 сега Мучки имаше одличен, како не го погоди? Не ми јасно на мене, моделите понекогаш на кантер како да идат против тебе, но еве го Мучки преку својот играч наоѓа кил овер, тука се придружува и сега само станува повторно Јанко, кој знае по кој пат во клач позиција, не успеа навремено да го изротира својот спреј. 14-14 имаме израмнување, да повторам, после водство од 13-16 Fusion Esports, сега се враќаме на целосно израмнување на 14-14. Конечно имаме еден од тие геймови кај што ти е мерак да го гледаш и го касташ до крај, секоја рунда, секој кил, секоја економска одлука е многу битна. Носи возбуда, да. 14-14. Да подсетиме дека ова е пик на тимот на Скопје 5. Иако беше резултатот 13-6, не падна психолошки, знаеш, она е обично како кога е 13-6 више поголема предност, си викаш Ајде да пробаме, али ајде. Да пробаме, али некако не иде. Многу волја. И сега Енсар успева да го најде Блиди да отвори ова рунда, гледаме повторно фул бај за тимот на Infusion, овие 4, тоест 5 партии поред што ги имаат изгубено им дозволуваат да купат цело време бидејќи имаат блент минатата рунда и сега овер со фраг врз Бајана 5-3. Целосно е свртен моментумот во здораците на Скопје 5. Нухче продолжува трет фраг. Сега продолжува. Јанко го возраќа ударот, но останува само на 37 хп, знаат каде е неговата позиција, ќе го смокнат Палас. И да видиме што имаат сега да понудат ЈНК и Стресарн. Многу дисциплинирано играат тимот на Скопје 5, не дозволуваат никаква грешка да направат, да пикнат, да пушнат. Имаат предност 4-2. Играат со неа. На мид сега искачаат ЈНК и Стресарн, дали кидат конектор или андер. Полека влагаат во конектор. Таму од шорт гледа Мучки со АВП и се успева да спотне 20 играчи да ги спотне, дава инфо, Нухче ќе успее да го убие Стресарн и Нухче со втор фраг врз Јанко, 15-14. Каков камбек за Скопје 5. Комплетираат овој камбек и осигуруваат во најмали раце овертајм во оваа прва мапа.
да видиме дали ќе можат целосно да се вратат во овој гейм и да го затворат со 16-14 или ќе идеме во овертаим. Не е идеален бајот воопшто. Од другата страна имаме 2 диглови и 3 калаши со многу малце utility во рацете на Infusion Esports. Ќе мораат заеднички нешто да направат. Едноставно им помина овој гейм низ раце, има значителна предност. ЈНК конечно ја отвара ова рунда за неговиот тим. Сега И му се сега придржува и Бојана Бојана со прв Овер втор кил. И сега остануваат И само Фризби двајци. Бојана. Мучки го губи својот Орион. живот од Орион, само станува нухче против 5, кога треба, очигледно тука се играчите на Infusion. Идеме на овертайм, дечки. На првата мапа. Ау! 15-15, гледаме 26-28, 26 фрагови за тимот на Скопје 5, сите се тука негде, 26, 25, 22, 19, 18, Блиди малце фейла овој меч, вчера гледавме многу поубава игра од него. Само со 12 фрагови засега за 30 рунди, да проследиме првата рунда од овертаймот. Infusion никако како да одат брзо бе, меѓутоа тука разминуваат. Мучки ќе биде тој што ќе отвори првата рунда од овертаймот. Бојана ќе го загуби својот живот. ЈНК продолжува со агресијата и минатата рунда ова се случи, но сега Енсар е доста попасивен. Му знаат позицијата, но сепак Енсар прв пука и прв ја погаѓа главата на ЈНК. Убав не тука ќе имаме одовр, но не, сепак не прави воопшто демидж. Зачудувачки, двајца луѓе предно сега за Скопје 5 во оваа рунда. Слушаат бомби како се фрлаат на Б сајтот, истовремено Орион прави гужва таму на рампа. Енсар продолжува со овој ауг од оваа позиција, дури наоѓа уште еден кил. Не, Стресан конечно го бутка него, но Орион го сопира овој пуш и сега сме на 2 vs 2. Ја стопира ротацијата, се извинам. Мучки тука мора нешто да направи. Но бомбата како да се врати, како да киде лоуер. Не. Да, меѓутоа Мучки слушна дека кида ловер и сега Мучки го губи својот живот од 4 на 2, односно од 5 на 2 ја враќаат Infusion оваа рунда во нивна корист 2 на 1. Од шорт ќе дојде Фризби, меѓутоа Орион спремен и преку глава му од овој меч реши да го затвори сам, да ја превземе таа одговорност со 3 фрага, да ја земе првата рунда и го спотнува сега каде е Фризби. Убав нед на 20 HP паѓа Стресар, но сепак има двајца играчи. Флешот се одби од зид, да не се одбиеше целосно, ќе беше бел Фризби, но отчукува времето, едноставно не може друго, ја вади бомбата во рака, има додека го пукаат. 16-та рунда е тука, конечно се враќаат, дали се приспособија, дали се договорија што ќе прават, но еве ги последните не две сум рунди. многу сигурен, бидејќи последните две рунди се ведоа на индивидуална игра, едната на Бојан, другата на Орион. Сега е многу битно оваа рунда да земат Скопје 5 играчите, ова е MR10, односно 10.000 добиваат играчите, односно тимовите. Тоа е многу позначителна таа сума за кантер-терористите. После првиот бај имаат само уште еден во нив, и ако ги изгубат и тие две рунди, третата рунда сигурно ќе играат со многу лоши оружја. Така да битно е Скопје 5 да земат оваа рунда ако сакаат да избегнат 18-15 халф во овертайм. Сега го освојуваат мид тимот на Infusion, таму нема да има никој, само Мучки ќе биде во Буструм. Мисля, че не дека е, да, дали ќе го проверат, но не, Мучки успева да го најде Блиди, кој ќе беше на 26 хп, меѓутоа сега Стресан прави репик, Енсар останува сам на Б, успева да најде еден, Орион го убива и сега е фри Б сајтот, може скомодно да се плента бомбата, Бојана од позади нема да најде никој, меѓутоа бомбата ќе биде плентана за него. Јанко! Јанко со одличен пик успева да го убие Орион. Тоа се овер, се извинувам. Двајцата играчи се во маркет. Джигл пик се на пои- Јанко. Сега го задржува и пуш уште еден Уште хедшот еден. наоѓа за малку и третиот Фризби конечно го сопира, но Фризби мора да се повлече, свесен е дека финансиски се далеку од добра ситуација, мора да проба да го зачува ова АВП, многу брка. Тука мислам дека да, беше спотнат од страна на Орион. Тие имаат доволно пари така да можат да ги фрлат и двете овие оружја што ги имаат во рацете. Многу е битно за од нивна перспектива Infusion да го бутнат ова АВП што е во рацете на Фризби. Сепак ќе се оддалечи доволно Фризби.
Ќе го зачува. Да, едно АВП може да направи огромна разлика Мгм. во една рунда. Меѓутоа 17-15. Да проследиме последната рунда од првиот овертајм. Од првиот халф на првиот овертајм. Сега гледаме 2 MP9, P90 и АВП во рацете на Фризби. Обично беше мучки тој што го игра АВП-то, меѓутоа сега Фризби се одлучува и двајца на пуш на рампа. Орион успева да најде еден, Енсар го рифрага, но нема да го апгрейдне своето MP9 со калаш. Бидејќи таму беше Блиди кој што со молотов успеа да го запре пушот на Енсар и не му овозможи да го земе калашот. Имаат контрола на мид играчите на Infusion. Бојана се Тоа е издаде од голема својата работа во- позиција со отварање на вентсот. Не знам баш дали тоа беше најдобар потек. Да видиме дали е спремен во скок, го убива Јанко со калашот. Енсар малце им дава надеж во оваа рунда. Малце повеќе уствари има од почеток. Има Free Fire. Тука е стресар, му го одзема вниманието на Овер, сега остануваат само уште двајца живи. Едното од тие Фризби со АВП-то, но Јанко продолжува со оваа ненормална игра, 30 фраг за него. Каква игра. Само една рунда им фали сега кога ќе сменат страни и дури може да се нарече дека и тоа е на полесната страна. Тоа е контртерорист, така да една рунда во рацете на Infusion Esports и ја осигуруваат првата мапа. Така е, Јанко и Орион предводници во ова водство за тимот на Infusion со 33 фрага за Орион и 30 фрага за Јанко. Одличен молотов фрлија сега во винтов, меѓутоа смокот малку ќе закасни, но не, ќе има гап повторно во смокот. Блиди е тој што може да направи некаква штета и така е, Блиди успева да го најде мучки не очекуваше дека ќе има гап во смокот. Сега Блиди од озгора ќе си даде уште еден one way smoke, но не, много знаат тоа играчите на Скопје 5 ја пука, ја прифаерна позицијата на која што требаше да иде Блиди. Блиди сега целосно се повлака на А-сайд преку цета. Бајана со фраг врз овер цело време на Тетрис и како Тете кога играа Скопје 5 во првиот халф цело време тоа го правеше, меѓутоа тогаш успеваше да најде 1 до 2 фрага на А. Така. Меѓутоа сега го очекуваа тоа и успеа да го завршат, тоа беше Бојана. Нухче во Полека се меѓувреме тука фокусира. во палатата каде што ќе проба да повлече што повеќе играчи и да тука имаме убав буст, него ни приметив Орион. Ова мислам дека нема шанси да го очекува Скопје 5. Орион, го спотна првиот. Да сврти се на другата страна, го најде килот. окей. Сега остана сам со каде и бомбата Орион. Фризби. И мислам дека спотна и бомбата и Фризби наоѓа еден кил, но го губи својот живот и Нухче само останува да проба да спаси оваа прва мапа за Скопје 5 кој што беше нивен пик. Да видиме дали ќе успее во тоа. Блиди е веќе зацементиран во таа позиција и го очекува овој пуш, сега и го слуша со ножот надвор. Не успева ова да го направи Нухче. Овертайм win за Infusion Esports. Да видиме само фраговите. Јанко, ненормална игра од негова страна овој гейм, 31 фраг. Дечки, Орион имаше повеќе 34 или 5 фрага. така. Меѓутоа, гледавме многу тесен натпревар и баш како што кажав, само многу мала предност би им дано на тимот на Infusion, токму тоа и се случи. Одма влагаме, извини. Окей, Почнате геймот. Добро, готово. Влагаме одма и гледаме петорици играчи се во тунели за тимот на Infusion, ќе се смока Дор, Јанко ќе фрли флеш и ќе влезат со 2 флеша сега. Влагаат Б, таму ќе ги пречекаат, Енсар, тоест Нухче падна на платформа. Енсар не знам кај падна и сега на мучки беше остана многу лоу хп. Јанко пикна, успеа да го убие. Овер го возраки удара, дали ќе го очекува играчот кој што и поверува, сега се врти. Inhuman reaction. Да, Хико. Добро, останува 3-2. Овер и Фризби против тројци играчи на вакво, меѓутоа сега Овер падна. Бојана Фризби го успеа да го рифрагне, но Орион е тука да затвори првата рунда за тимот на Infusion. Така,
Јас се извинам дечки, но ресет на IP ми прават Телеком секој ден и се молам на Господ да не е тоа Да, во јас момент сакам кога да се ја стримам. довршам реченицата за Неотел, извини што ќе те прекинам Моки, дека доколку си порачате пакет на интернет, односно на нивната страна, нели, добивате договор кој што ви го носат они на врата и плюс 1 месец гратис. Почнувајќи со, мислам дека 790 денари беше тој пакет. Нема врска, како и да е, проверете си сами. Орион и БН почнуваат да ја отвараат оваа рунда, бесајтот чист. Тројцата играчи за Скопје 5 се долго, тука ќе ги пречека Орион со трети негов рак оваа рунда. И останува сам Енсар. Добива сега хедшот Орион, останува на 16 хп, меѓутоа успева да го убие Енсар и да им ја донесе втората рунда за тимот на Infusion. Така, трајче на кратко видиш сам да видам со интернетов сите други работи дали се окей, одма се враќам. Ако не е проблем. Сега гледаме full buy за Скопје 5, 3 емки и 2 штаери, меѓутоа немаат ниту еден флеш, ниту еден смок, немаат никакво utility тимот на Скопје 5, како ли мислат да ги задржат овие пушеви на Infusion, брзо отвараат на лонг и сега Фризби, Блиди беше преагресивен, без флеш, без ништо проба да влезе и за тоа го кошташе неговиот живот. Бојан успева да го земе неговиот калаш. Четири на 5. Гледаме буст за шортот тимот на Скопје 5 и најверојатно тоа ќе биде Бојано што ќе падне. Јанко успева да возрати еден, Мучки го наоѓа и останува на 5 хп. Орион му даде многу демидж преку вратата. Орион сега влага, него очекуваше Фризби дека ќе биде тука пушнат, не ги исчисти добро аглет и останува сам Стресарн и успева да го најде Мучки. Стресарн сам на 46 хп, ќе треба да убија четворица за да клачне оваа рунда, односно тројца за да клачне оваа рунда. Тоа се Фризби, Енсар и Нухче, меѓутоа многу пасивно ќе играат тимот на Скопје 5, нема да му дадат ниту еден пик. Малку се раштркани, да кажам, тимот на Скопје 5, 1 мид, 1 Б, 1 А. Полека кон шорт иде Стресар, меѓутоа Енсар како да го очекува тоа и ќе го начека со бомба во раката Стресар и тоа ќе биде првата рунда за тимот на Скопје 5. Повторно се одлучуваат за агресивна игра на лонг, меѓутоа таму нема никој од тимот на Скопје 5, пасивно го чуваат лонгот од сайт, што не е воопшто лошо. И сега премногу демидж преку смок добива Нухче од Орион. Останува на само 22 хп, утилитот на Скопје 5 е повторно мало. И сега Орион е тој што искача на мид, виде дека таму нема никој, се врати назад, имаат контрола на долго, меѓутоа на шорт тука ги чекаат 20 играчи од тимот на Скопје 5, кои што може да бидат флешати 7 флеш, меѓутоа без флеш пика Стресарн и Фризби успева да го убие. Ке си смокне шорт, Јанко џабе чекаш таму. Ја чува таа шорт контрола без никаков проблем очигледно Скопје 5. Инаку ја не знам дали го имам видено Енсар со оружје во кое што нема скоп на него. Продолжува со ауго да игра. Но веќе е влезен, не знам зашто му дозволија Близи е веќе на А сајтот, влезен на шорт, повторно умираат, конечно е бутнат Фризби, тука Енсар сега, ја му кажам дека игра со скоп со 3 кила со овој ауго. Го сопира пушот од сите страни, Бајана конечно враќа со еден кил. Но дали ќе може да ја клачне оваа рунда? Нухче го остава на лоу хп. Не ми се верува и Нухче добро. ќе убие. Втората рунда за тимот на Скопје 5, благодарение на Енсар, тој ја направи клучната разлика во оваа рунда со убиство на дури тројца играчи
од тимот на Infusion, кои што пробаа да влезат кратко, односно двајца кратко, еден од рампа. Како што кажав, долго премногу пасивно чуваат тимот на Скопје 5 и дозволуваат контрола да имаат тимот на Infusion на долго, не ни пробуваат да се борат за Контрола. контрола на лонг, да. Фала ти, Моки. Ама за тоа гледаме дека се агресивни на шорт, барем цивелата која изгуба долго контролата, ќе ја имаат шорт контролата, не им отиде баш од рака, ги извади тоа Енсар ги минатата партија со тие 3 прекрасни фрага од аугот негов. И гледаме дека гледаме сите петорици играчи се во тунели, Бојана чека некаков испад од контртерористите, меѓутоа премногу пасивно играат контртерористите, не даваат ниту еден пик. Орион сега ќе биде тој прв што ќе влезе. Двајца играчи ќе ги сачекаат тука, така ќе биде Мучки со 3 фрага, 4 фрага, дали ќе има Натали прв фейс Ейсо во ова? дај му го Бојана, еден кил прави со ова, но не. Фризби сепак му го краде Ейсот на Мучки. Натали ја знаеш, а Маријана Стојановска не ја знаеш, а? Не, ама Добро, Натали го Моки. знам мемето, дај му на човек. Добро. Не, готово. Помеѓу нас е завршен. Се шалам да последиме шестата рунда. Повторно фаст плей на лонг, меѓутоа сега се тука тројца играчи и Енсар повторно со 2 фрага. Ова е играта на Енсар. 3-2 сега имаат предност Скопје 5. Да видиме дали ќе можат да продолжат со ова повторно. Аугот прави ршум тука. Мучки сега со 2 кила, другите 2 кила во оваа рунда ги зема Енсар со својот ауг. Очигледно знаат нешто за аугот што ние не знаеме. Орион еден кил враќа, но одма после тоа е бутнат од Нухче. Сега веќе мораат да прават тука Eco Infusion. Така е. 4-2. Има 5 дезерти во рацата на Infusion. Само Орион ќе биде тој што ќе игра Кевлар и Хелмет. Што е со Аугов бе? Аугов е опи некако, не знам, многу им лепи на тимот на Скопје 5. Посебно на Енсар. Овер, ја. Пронаоѓа главата на Орион на шорт. Супер тој пушка. Сега влагаат дуго сите играчи на Infusion. Дали ќе искаат да плесаат барем бомбата за повеќе пари. Бојана сега со добар фраг врз Енсар. Овер успева да го убие Бојана. Остануваат само двајца играчи, Фризби го убија Блиди и Јанко останува сам за да клачне оваа рунда, меѓутоа ќе го најде првиот фраг. Нема да одличен хедшот. Нухче ја затвара петата рунда за тимот на Скопје 5. Направија доста економик демидж, но ја спасија оваа рунда во Скопје 5. Повторно имаме фулбај од нив, продолжува Енсар со аугот. Мучки сега го зима АВП-то, од другата страна гледаме 5 калаши со фул utility set. Поп флеш за долго, конечно ќе се тепаат за долго Скопје 5, но токму во оваа рунда никој таму не иде од Infusion. Мучки отвара оваа рунда со кил со своето АВП. Фризби сега троши и молотов и смоук, не знам зошто кога Мучки не биде никој да помине шорт. Но добро, што е тука. Мала мискомуникација во играта, овие се многу битни информации за зачувување на своето utility. Тоа треба да ги даде со играчот кој што гледа мид. Стресан сега смоука, Цете ќе си флеша и ќе искочи мид, таму ќе биде пречекан од Мучки, меѓутоа на 35 капа останува само Мучки, сега добива и флеш. Успева да Стресан да го убие Фризби преку смоук, успева да го убие Стресар. Нухче сега е тука заглавен во кар позицијата на Б, но Јанко не пуша од мид, чека ротации, го спотува тој што е топ, мора да се повлече, го наоѓа овер во ЦТ, Нухче е се уште тука, дали ќе му се наредат, прави еден кил, но Бојана го рифрагнува, 2 на 1, останува сам Бојана. Видиме дали може да ја клачне оваа рунда и да им ја даде конечно третата на Infusion Esport. Наоѓа еден.
И го спотнува и другиот клач! и успева 2 на 1 да клачне оваа рунда за третата. И трајче, притисни тап, го имаме првиот Джеймс Бонд на стрим, барем што го забележавме. Блиди! Bleedy Да, not like this. да, Блиди. Што е со тебе минатото исто? Кажав дека нему иде баш со 12 фрага, мислам дека заврши минатата рунда од имаше и 36 рунди, односно 34. А само онака се кажуваш бројки, не си ни сигурен. Не, 34 бе, Запрекам. не, знаеш зашо 36 беа, ќе беа да се изиграше фул овертајмот, ама дека не се изигра, односно 15-19. Фокусирани сега кон долго Infusion Esport, тука е единствено пречека овер, но Јанко Спремен за тој пуш на овер. Сега овој флешмат се ги фати неговите соиграчи кои не требаше да го даде и сега Енсар се издаде во својата позиција на кола, ќе биде молотовнат, меѓутоа искача пред време, Блиди Со успева првиот кил. конечно со првиот кил да го убие и Орион го убива Фризби. Каде ќе го спотне уште едниот играч кој што е на го пробаше. доста чудно оквард беше Добро. тоа, но сепак Да. имаме конечно и четвртата рунда, сега се приближуваат Infusion Esport, немаат веќе средства, Скопје 5 мораат да сейваат оваа рунда и по секоја логика би требало тоа да значи повторно изравнување на овој гейм. Така имаат вложено само во едно P250 во рацете на Нухче, меѓутоа тој има и најмалку пари, не знам зошто се одлучи да го купи ова P250 за следната рунда кога нема воопшто пари. Целосно се фокусирани на Скопје 5, прво на лонг беа сите 5 луѓе, сега четворица се враќа на сајтот, но се уште е празно, немаме ниту еден што е 5 на Б. Минус Блиди плюс Паун. Да го видиме овој вантап, не е гутиња крушумите, конечно се стабилизираше Б1 и сега го наоѓа и вториот хедшот, само малце пиксел од главите се гледа на Скопје 5, успеа да го најде тој пиксел, Б1 продолжува со третиот фраг, конечно е бутнат од Нухче, но тоа е само еден кил и сега и Молотов перфектно во него го бркат од таа позиција. Страф е сега параноја го мал од сите страни дека има луѓе и онака да затвара оваа рунда и носи израмнување помеѓу овие два тима. 5:5. Така. Повторно гледаме сега и Фризби зима Штаер, Шта е? односно аут, се шалам. А не, Штаер го викавме на 1-6. Да. Повторно ја гледам истата позиција на Скопје 5 каде што ги земаа сите 5 како што ги земаа сите 5 рунди со тројци играчи на шорт и лонг контролата целосно достапна за Infusion. Сега Infusion го дознаваат тоа, влагаат лонг, меѓутоа потрошија доста утилити за да го освојат лонг, а таму немаше никој. Сега ќе ги пречека играчите од Лонг Енсар со својот аук. А овде гледаме Кола дека целосно исчистена. и агресивно Извини, игра окей. овер. Завзема шорт малце поагресивно да доби инфо. Мислам дека се излажа, доби инфо, не виде никого, но токму во тој момент кога се врати назад, почнаа да влегуваат Infusion Esport кон шорт. Сепак добар Молотов, добар смоук, го сопира тој пуш од шорт. Сега мораат да почекаат Infusion Esport да помине смоукот за да може да пушнат и од двете страни, односно да направат А-сплит. Евентуално ако пушнат на Б, играчите на Скопје 5 ќе добијат многу инфо, но не го прават тоа, седат на сајтот, а сега Енсар ќе има овде главна задача, овде губи својот живот Фризби и Енсар со ауговите прават демидж, но и они се истрейдани, остануваат само Б играчите, се договараат дали воопшто да пробуваат оваа рунда 2 на 3. Не знам баш, треба да се види, ако се направи еден кил, евентуално ако има пуш од Infusion, може, но сега Мучки се како да издава очекува позицијата. некаков плей од страна на Infusion тука, да, меѓутоа нема да очекува тајци играчи и тоа ќе биде крај за тимот на Скопје 5 и шестата рунда за тимот на Infusion. Така е. Со 4 рунди поред го завземаа минималната водство Infusion Esport со 6:5. Сега повторно ќе се тепаат за контрола на лонг, меѓутоа сега дури тројца играчи тимот на Скопје 5 и успеваат веднаш да го шатдаунат. 4 на брзина фрага направени целосно
сопрен овој антипуш надолго, останува сам нукче Останува во сам ЦТ. нукче така во ЦТ со неговиот дезерт, дали ќе успее да направи некаков демидж, меѓутоа Јанко не го спотна целосно, но добра, успеа да преживее, да фликне и да со третиот фраг за него оваа рунда да ја земе седмата за тимот на Infusion Esport. Гледаме повторно доста близок кантер сега и АВП во рацете на Мучки. Да видиме да што меѓутоа и Орион сега има АВП, мислам дека прв пат гледаме АВП за терористите. Да. Тројци играчи се групирани во тунелиот тимот на Infusion. Полека Орион и Стресан дали ќе се обидат да влезат мид и да спојат мид со Б, но не се решаваат за брза игра. Чекаат полека грешка од тимот на Скопје 5, освојуваат сега шорт, таму нема да има никој. Но затоа на гус позицијата е Мучки со своето АВП, така да без поп флеш мислам дека тоа би било Фатално фатално за било кој. Еве го смокот. Меѓутоа овде. станува сега на 42 хп само Мучки. Дали тоа беше некаков нейт? Не, прифаер Не сум имаше сигурен. тука од противничката. Аха, прифаер има. Окей. Нухче сега со прв фрак успева да го убие Стресан. Да. Влагаат. Видиме, че со втор фраг за малку ги го направи третиот Бајана, конечно го бутка, но Бајана самиот падја на 11 хилд. Сега доаѓаат и играчите од мид. Енсар го сопира овој пуш, го бутка човекот на видео кој што беше утнува тука Орион со своето АВП, само станува Бајана на 11 хилд. Енсар ја завршува оваа рунда со 2 кила и им ја дава шестата на својот тим. Така и сега гледаме дабл оп сетап во рацете на кантер терористите, односно за тимот на Скопје 5. Едно ќе биде во рацете на Мучки, друго во рацете на Фризби, валјда ќе се сплитнат, едниот ќе дадат другиот Б. Или двајцата Меѓутоа лонг. не, двајцата На. лонг, добро. Блиди тука со АВП проба да направи early pick, меѓутоа не успеа. Сега одличен нейт, останува само на 55 хп Стресан. Овер ќе се завземе оваа позиција до Blue Container на лонг. 4 играчи од тимот на Infusion се предолго. И сега со флеш преку смоук искочат двајца играчи, меѓутоа Овер поминува флешот и ќе биде ќе го загуби својот живот Овер без ниту еден испукан. Дали си тука трајче? Да, тука сум. Добро, исполагува нешто, се надевам само кај мене беше тоа. Бајка и мене нешто исполагува, ама добро, се враќаме назад. Гледаме сега ротација од играчите на Infusion, целосно нахкај Б, таму ќе биде Енсар, оној кој што ќе ги пречека, меѓутоа нема во моментот Штајер и сега успева да го најде првиот, меѓутоа Блиди веднаш го рифрага Орион и остануваат двете АВП пиња во ретейк сценарио за да проба да земат оваа рунда, меѓутоа Јанко никој не очекуваше дека ќе искочи од мид. Блиди го наоѓа Фризби, тоа е 8-та рунда за тимот на Infusion и лоу економи за тимот на Скопје 5. Сепак мора да купат бидејќи ова е последна рунда во првиот халф. Така, Гледаме два фамаси, едно М59. Да, и Аукот сега го игра Фризби. Аук. Бомбата за долго. Фризби позади. Смоукот излегува, но не треба да Не излезе. гледаше кај гледа Слеп. Фризби. Да. Мислеше дека е на другата страна свртен со маусот, меѓутоа Јанко успева да го спотне и играчно, не знае дека е во пит префрлен, додека он репетираше. Си ја враќаат предноста тимот на Скопје 5. 4-3. Тројцата играчи се на мид, влага сега сам не Блиди Стресар. Че сам измеќе да прекинам, наоѓа еден кил, но одма после тоа истра еден 2-3 остануваат. Може да го отворат без сајтот и го бутнат тука Енсар да земат оваа рунда, но Да, меѓутоа и треба да го исчистат лево аголот, не знам дали ќе му текне на Бајана да проверува го, спотна сега Ерсан. Умира и Енсар, останува 2-2, нема, тоест имаат смок, дали ќе смока Блиди за да помине, не, сепак само рипна. И смокна, добро, окей. Блиди ме слушаш?
И се сплитнат сега играчите на Скопје 5, едниот ќе дојде до тунели, другиот ќе проба да влезе од виндоу или преку врата. Прави галама идниот тимејт и сега го спотнува Блиди, но премногу касно и Овер успева да го убие Бојана за 8:7. Одличен ритейк од страна на Скопје 5. Така. Дечки, дали има уште проблем на стримот? Знам дека во еден момент имав спајк, лаг спајк кај мене од мојот домашен интернет, до сега претпоставам дека би требало да биде во ред. Да, тука ми покажува само 1% фрейм дроп. Јасмин, да, вие играте со победникот од Скопје 5 или тимот на Infusion. Ова е втората мапа доколку сега не се приклучуваш. Првата ја земаа тимот на Infusion со 19:15. Не играат год после ова, Good Game ки играат со Скопје 5 или Infusion. Дали има пауза сега, Муки? Да, има пауза, ја свртев да видам дали корна стримот делува кај мене окей на вториот екран. Не, окей, еве јас гледам сега дека е окей стримот, може ингейм кога е да сецкам, меѓутоа не знам. Дечки, вака кога мрдаме дали е окей стримот или не. Инаку, ако мислам дека да сега има опцијата, одберете си помала резолуција, ако ви е вас послаб интернетот, но би требало да е окей. Знам дека на еден момент има флаг спајк, но тоа е од мојот домашен интернет, нема баш што да направам. Сега би требало да е вратено све во нормала. Сега ќе проверам и на спид тест дали е све во ред. Уште трае пауза, така не се грижете, одма во моментот кога ќе биде отпаузирано, ние ќе влеземе назад in game. Дечки, нема гајле. 90 со 90 имам upload и download, така да не е до мене. Флексање. Тај си неотел 100 со 100. Така е. Што мислиш за геймов до сега? Па, како што очекував дека ќе биде близок, меѓутоа очекував дека малку повеќе ќе степ апнат во првиот халф тимот на Infusion, меѓутоа тоа е што да се држат се уште тимот на Скопје 5, иако оваа мапа е избрана од тимот на Infusion. Сепак, да, колку и да е одбрана оваа мапа од било кого, мапата е таква уникатна. Мапата е наиграна у историјата на Counter, можна у историјата на било кој FPS гейм, така да мислам дека сите тимови колку толку се подготвени и спремни на оваа мапа. Ми мандарини тука мисла, сите. Чекам да го допијам кафево и да ги дојадам. Таа смртоносна комбинација мандарина и кафе. Дечки, само што дојде инфо дека сме лайв, што значи дека ние ќе бидеме лайв за 30 на секунди со дилејот на GoTV. Односно 105 секунди. Само добро. И колку е тоа, Моки? Колку рунди? 105 секунди. Една рунда, да, 2 минути. Неполна една рунда. Дали си го брзо ќе заврши? Браво, добар си математички спремен, види го одговараш брзо. За џабе направено тидов мене, ја знаеш дека порано кога имав ноќни мори, сонував бројки како ми паѓаат од небото. Чекај се враќам ингем, ама за толку хейтам математика и бројки такви. Добро. Дечки, ве молам без тролање, кажете ми сега се врати в ингейм, дали е окей стримот, дали не копа, нели? Зашто од моја страна, кој што видов интернетот е во ред. Сега завзема долго контрола тимот на Скопје 5. Ке смоукнат сете, меѓутоа тројца играчи од нивниот тим одат на кај Б, таму нема да има никој бидејќи целосна ротација предизвика само 2 флеши и 1 смок, без ниту да бидат спокнат. Сега се враќа Блиди, меѓутоа прекасно е веќе се таму играчите на Скопје 5. Овер ќе направи доста демидж врз Стресар, меѓутоа Стресар ни Бојана за 5-3 предност и ретейк за Infusion Esport. Фризби се го успева да го најде првиот кил, Фризби со вториот, мучки во со други два фрага ја враќаат контролата и ова најверојатно ќе биде осмата рунда за тимот на Скопје 5.
На локата останува Јанков, немаше куршуми, куршум. Фризби и Мучки, односно се хероите на оваа рунда за тимот на Скопје 5, со 3-2 фрага му ја носат осмата рунда и најверојатно еко за тимот на Infusion Esport. Иако гледаме сега дека купуваат, вложуваат све што имаат од пари се со 3 дезерти, 1 скаут и MP9, мислам дека нема што тука многу да направат, но да не зборам пред рака. Пред многу. Овер сега задева целосно. Контрола, бутката агресивно на шорт на Фризби, си го коригира, Крускер пресменат ја пронаоѓа главата на Орион. Дали ќе го истредат толку така Мучки, но паѓа на 7 хп дури, многу тесно ова за вземање на шорт, но сега само станува еден играч на Infusion, тоа е Стресарн, на сајт и јаде бомба, паѓа на 80 хп, меѓувреме Блиди на губи својот хелп, дури на 10 паѓа, некако не модат куршумите на Стресарн во противничките играчи, го имаат за вземено, а сајтот сега целосно Скопје 5, што Така, кој одличен додека Нухче со одличен спрей контрол успеа да го најде Стресарн, и сега Нухче со уште еден фраг врз Блиди, Бејан успеа да го убие Нухче и мислам дека Бејан треба да бега да сочи ова пушка, бидејќи може да направи некаква разлика во следната рунда, меѓутоа сега успеа да го убие и Мучки. Дали знае дека уште еден противник е таму, го спотна, сега успеа да го убие и Овер, меѓутоа нема да го очекува Енсар кој што се наоѓа на шорт, мисли дека ете го сега го спотнува и на 74 хп останува Енсар и успева многу тесно да добие ова рунда. Токму така, дечки, иначе предпоставувајќи по тоа дека никој нема пишано ништо во чатот, значи во ред да стримат, вратен нормала, тоа беше моментален лак спајк од мојот интернет, така да се друго е во контрола. Видиме, минимално водство за Скопје 5, 9:8, од другата страна мораат сега скоро фул и прават покрај дигловите што ги имаат и 50-50s, убав флеш тука, Фризби се повлекува назад, го контролира својот спреј и прави 2 кила едва и останува жив на 15 хелт, но доволно за да го сопре таа агресија на толго. Сега Бејана го губи и тој свој живот. И сега ЈНК само останува од ротацијата на Б, пука со диголот, конечно со последниот куршум го путка Енсар, но тука и завршува неговиот потенцијален клач. 10-та рунда, 2 рунди предност за Скопје 5, да подсетиме Infusion Esport ја земаа првата мапа со 19-15 во овертајм отиде тоа. Така е, беше премногу тесно да има и предност 15-14 тимот на Скопје 5, меѓутоа Infusion ја земаа последната рунда за 15-15 и успеа да добијат таа мапа и сега тројца од играчите на Infusion доаѓаат долго, ја земаат контролата, не им даваат на ниту да искочи, ниту еден да пикне, да спотне колку играчи се таму. Се враќаат сите сега кон шорт, меѓутоа на шорт нема да има никој, 20 се во Б, еден е во ЦТ, еден игра кола и еден Дали има пак долго извини, во... имат реакшн, не, прие им беше на таа позиција, така да го наоѓа овер отворањето на оваа рунда. Нухче сега со фраг врз Стресарн, 5-3 имаат предност екипата на... меѓутоа сега Блиди со преку врата успеа да го пронајде Фризби, но без сајтот целосно чист, тоа ќе го дознаат сега играчите на Скопје 5, ќе се плентаат бомбата, остануваат Бејан и ЈНК, најверојатно да ги чуваат овие пушки што ги имаат. Техниклан, ја го гледам сега стримот од мојот телефон, некој че воопшто, ако имаш проблеми пробај да намалиш резолуцијата на самиот стрим и имаш таа опција. ЈНК прави еден кил. Доларчичи тука Муцки става како спреови на сајтот. Ќе ги зачуваат по се изгледа ова АВП и ова МК, освен Нухше ако не направи некоја голема турнира. Се решава да не оди Нухче да пикне на шорт, да се крие некаква... Не, сепак имаат овде пари. 11:8. Gods of 128 се разбира, на наши сервери се игра. Со помош на Neotel, како дома да играат играчите, како ланда се.
агресивни сега на шорт. Лини веќе длабоко бутнат во шорт со овој смоук ја тргаат настрана лоуер позицијата за противничкиот тим, но со оваа агресија на шорт ја дадоа лонг контролата. Во меѓувреме Орион го наоѓа првиот кил од шорт кон Green Box. Така. Овер ќе остане долго да прави. Најверојатно можеби да направи фейк за другите да отидат без тоа што. Оу, сега БН со фраг врз мучки. Се приклучува бомбата долго кон овер, меѓутоа тука ќе биде Блиди што ќе ја чува таа позиција, ќе го спотне прв овер и ќе биде тоа кил за Блиди. Ќе го спотне и вториот играч кој што е на лонг, тоа е Енсар, прави малку демидж. Блиди, но не успева ништо повеќе и тоа Хек ќе го остави само на 9 хп. Би Енсар и Фризби се го успева да најдат играчи. Јанко и Стресар ќе ја затворат деветата рунда за тимот на Infusion. Така, ова е веќе првата рунда за Infusion во вториот халф. Некако они, барем имам приметено од сите партии до сега кои што ги имаат играни, кои што ги имаме стримано и од овој од претходните турнири, дека малце се спори да се усогласат или да се навикнат на спротивничкиот тим играта, но во моментот кога ќе се навикнат, завршува све. Така барем Така и делува сега одличен нейт, нейт. влагаат Б брзо и тука Стресар мама ќе падне, Бојана останува сам, паѓа и Бојана. Не вложија ништо играчите на Скопје 5, добиваат и плент плюс и имаат и предност гора на сега, знаеме колку е тежок за ретейк Б сајтот на Дазва. Одлично се поставени сега сите играчи на Скопје 5, знаат дека не може да дојде никој од тунели бидејќи таму е Нухче, се повлакаат целосно тимот на Infusion и 12-та рунда за тимот на Скопје 5. Само пиштоли успеа да добијат рундата. Пиштоли и Мак Тенот што си влезе на руски начин на Б, низ смокови, Да. низ молотови, низ флешови, трчи пуки. Јанко чува во истата позиција од едната рунда, прави кил, Блиди му се придружува за тоа и останатите двајца немаат гајле, ќе зачуваат сите тројца, да? Така се е ова џабе бидејќи економијата им е прекрасна на Скопје 5. Може да купат и минатата рунда, меѓутоа дури тројца играчи мислам дека има за бај. За фул бај. Но се одлучија минатата рунда да играат теко и ја добија со брзата игра на Б. Инаку Јанко продолжува со абсурдната игра, веќе 20 фрага во овој гейм. Односно во втората мапа. Сега Овој Нејот нейт ќе го доврши овер. Повторно човек предност Infusion, не треба да прокоцкаат оваа предност. Го дадоа лонг, но ова значи дека мора да задржат шорт контрола. Истото го правеа и Скопје 5 кога беа како кантери, така да очигледно тоа е нека нова мета, не знам дали на секаде или тоа го прекликуваат нашиве тимови. Сега тројци играчи на Скопје 5 влагаат дуго и ќе предат пресретнатиот тројци играчи на Infusion кои што се играат на шорт на сета. Двајца сега во цете и гледам и Орион почнува да ротира, меѓутоа се враќа назад. Подучено до ној фейк од пред 3-4 рунди. Нема смок за крос, меѓутоа Стресар не тука за малку успеа да го исконтролира спреот, но останува на 46 кп сега, се повлекуваат од лонг сите тројци играчи, полека пушаат кон мид и тука ќе биде пресретот Нухче, ќе биде Нухче со 2 фрага врз Бојана и Блиди и Джексон со уште еден фраг. О, Нухче! Нухче! Што се случува Скопје 5 со 13-тата рунда? Ја ги коцкаат сите можни предности тимот на Infusion што ги прават во early геймот и од 5 на 3 некако дојде до 3 на 1. Така, не знам баш. Не знам како. Зашто, мислам, знам како Нухче кажа, добро брат, влагаме Да. и бутна тројца, но мора подобро да се организираат Infusion, тоа го очекувавме барем од нив. Структурирана игра, мора да се испотрейдаат со своите соиграчи, не сме да дозволат еден играч да направи толку голем проблем за нив.
Бајана тука. Во погрешен момент го тргна смокот од своите раце, падна дури на 28 хп, сега има овде флеш за Блиди, целосно е бел, му помага Орион да најде кил и стресар не тука, го задржуваат колку толку шорт контролата, убаво се истрейда, сега имаат предност од еден човек, се надеваме дека нема да прокоцкаат повторно како што тоа го направија минатата рунда. Јанко мора да пикне на мид, да, во точниот момент тоа го прави, Овер не очекува, во грбот е убиен и сега станува сам мучки против тројца со своето АВП. Падната е дури бомбата и имаат контролата на бомбата. Малце направи тука звук, тоа беше седмицата Бајана надолго. Да, и мислам дека тоа го слушна мучки, за тоа полека се приближува кон шорт. Таму го чека Орион и прекрасен пик на позиционирање мучки. сега тука има Infusion го ставија сам да чува во случај да падне како што тоа и се случи. Играчот што беше со АВП, тоа беше стресарно. Вајда или Да, стресен беше. да, нема другите се заглавени, но конечно Не, Молотова се заврши голема работа, но во корист на тимот на Infusion, бидејќи веќе беа поминати, тој Молотов не ги допре воопшто. 13-10, конечно земат уште една рунда. Во овој втор халф Infusion Esport како кантер имаат земено само 2 рунди со ова сега. Така да мораат малку подобро да го играат таа страна. Сега имаат 3 мактена и повторно дали кидат Раш Б. Да, но како да се спремни за ова Infusion, двојца луѓе се натаму, но повторно губи емката на Блиди од Мактенот, за тука се Орайон и Јанко кој прават по 2, Јанко 3 кила и 4, не, Орайон му го зема. Орион го уби, добро, мислев дека и он му го даде вториот, тоест третиот хедшот на човекот што беше над кутија, не успеав да видам кој е тој. Ја. Се претпоставам чекаш одговор. Блиди некако не му е денот на Блиди е единствен кој што заедно со Овер кој што имаат едноцифрени килови. Повторно сега се форсирани да играат со диглови Скопје 5. Надолго ќе ги пречека Блиди, Орион го отвара првиот скил со фрагот врз мучки кој што беше во лоуер позицијата, се бустаат тука. Тој нема да направи воопшто демидж, меѓутоа сега ова АВП прави демидж. Останува и Фризби на многу лоу хп и Бајана и Орион со двете АВП ја дава лоп сетапот работи прекрасно за тимот на Infusion, им ја носи 12-тата рунда. Повторно гледаме премногу тесен меч. Така се стабилизираше малку ситуацијата. 3 рунди веќе поред за тимот на Infusion Esport. Да видиме дали може да комплетираат овој камбек. Дабл АВП сетап, сега имаме еден на Орион, еден на Бајана. Не, минатото беше дабл оф сетап и АВП-њата направија 4 фрага. Това, мислам дека целосно не потребни, молото е фрлени. Infusion ја победи со овертайм 19-15. Го виде во точниот момент ни смокот, кога доаѓаше другиот смок, има таков баг во ЦС каде што остануваат моделите видливи ни смокот неколку секунди. Тоа му отиде од рака на Блиди и ја отвара оваа рунда, им дава мала предност од еден човек на својот тим. Така за конечно Блиди да има дабл digits. 10 кила заедно со стресар, они се двајцата кои што никако не им оди од рака овој ден. И сега влагаат мид тројца играчи на тимот на Скопје 5, меѓутоа тука Јанко со прекрасен буст успева еден да најде и да го ости Јансар на 37 хп и Блиди ќе го заврши, тоа ќе биде 13-13, имаме повторни задачување. Така е. Пауза сега стреляме на Може да се префрлиме кај нас. тимот на Infusion секако. Интересно. Интересно и тесно, да. Дечки, вие што сте у чатот слободно, поставете некој прашање сега додека трае паузата, инаку да, мислам дека после овој меч ќе дадеме уште еден ваучер од KFC во вредност од 500 денari, така да не идете никаде, а во текот на тој giveaway ќе ви кажем и све останато што не очекува во текот на денот и другите giveaway. Така. Главниот giveaway ќе биде пред финалето, тоа ќе бидат овие прекрасни слушалки G332, логото G332. Еден од вас ќе успее да си ги добие и ќе треба да дое кај мене и да се сликаме заедно. Така си е.
Да видиме некој прашање колку време ги чуваш мустаќите. Мустаќите ми се од почетокот на овој месец со новембар. Така да, а брадата си ја бричав секој втор трет ден, ева сега 3 дена и се враќа по полека. Не знам дали ќе имам уште трпение дополнително да ја бричам. Или само да се ќе си оставам. Трајченици се смачи од кастање, прашалник? Не, брат, таман напротив ми е задоволство и чест што сум дел од оваа организација и што мислам дека и да има секој ден мечеви, секој ден би касал без никаков проблем. Ова е задоволство за мене. Така е, Соса доби одговор. Видиме, мислам дека анпаузот е дојден во геймот, така да може да се вратиме да ги проследиме последните рунди од оваа втора мапа и да видиме дали ќе одиме на трета. Враќаме назад, гледаме еко од страната на Скопје 5, односно 4-10-1 fit of 50. Имаат нешто барем на располагање тимот на Скопје 5 и направија баш овие пушки разликата во пред 3 или 4 рунди кога влегоа Rush B, меѓутоа сега се одлучуваат да земат на контрола на долго. Тресар слуша многу чекори на шорт, ке се повлече скроз назад, тој смок ги спречи играчите на Скопје 5 да пушнат и фризби сега со нейт од страна на еден од играчите на Infusion останува на 66 хп. Видите го овер само позицијата до каде стигна сам без никакви флешови, без ништо и го прави првиот кил врз Стресар. Долго некако како да го подзаборавија Infusion Esports, но шортот сега на 3 фраг, дали ќе има четврти за малца станува фризби на 8 хп и со Дезарт успева да го затвори Боја на четвртиот фраг за него и да им ја донесе 14-тата рунда за тимот на Infusion Esport. Меѓутоа сега гледаме и фулба од страна на Скопје 5. Моментумот моментално е во рацете на Infusion 5 рунди поред. Несомнено се врати, очигледно им текна како да играат против Скопје 5. Еден играч само пуштаат Infusion на Б, тоа ќе биде Орион со својот АВП. Енсар full blind успеа да го најде Јанко, Стресан го возраќа ударот 4-4, меѓутоа предност мало имаат Скопје 5 бидејќи човек за човек како ЦТ баш и не одговара. Изедначена тука човечкиот капитал во оваа рунда 4-4. Орион на Б сега има задача, ни смокот бука, но тоа му се врати. Овер успеа да види од каде доаѓаат куршумите, сега само станува на Б сајд од Орион, не само што е таму сам, никој не му помага ниту од мид, поради тоа што има смокови во цета. Овер продолжува со оваа негова игра, го промашува шотот Орион. И сега треба да гледа и од десно, треба да гледа и од секаде. На време на првиот фраг. Браво! Но нема, фризби е тука да го убие и останува сам Блиди 1 на 2. Бомбата е падната пред тунели, ако повторно за Блиди може да го најде. Дали тоа е овер? Така е! Има чист фраг, паѓа бомбата. Останува 1-1 фризби против Блиди. Блиди сега прави премногу нойс и му дава до знаење на фризби дека се враќа назад, меѓутоа фризби се уште гледа тунел. Да не мисли дека прави фейк нойс. Но во секој случај сега би требало да е прилично сигурен да и се спотна. Мислам дека Блиди. Пика фризби и успева да го најде Блиди 14-14. Повторно имаме изедначување, дали ќе гледам уште еден овертајм. Првата мапа, да подсетиме, беше овертајм, на крај излегоа како победници Infusion Esports со 19-15, сега повторно сме 14-14. И двајата тима имаат токе бајови. Иако Скопје 5 ја тепаа таа рунда, сепак не се најидеални, дури имаат полош бај од противниците. Два галила. Сега мучки, многу демидж ќе умре од молотовот на Блиди. Така. Се повлакаат играчите на Скопје 5 целосно сега од таа лонг контрола, се откажуваат. Стресар на 44 хп за тимот на Infusion. Тој беше играчот што доби најмногу демидж на долго. Сега ќе го отворат шот кој си го иши, сад нема да има таму никој кој да ги запре. Го проверува И до крај. овер! Дали ќе чека, односно дали ќе го знае и Стресар дека има уште еден играч тука? Не се качува сега, дури застанува Стресар, но не ќе умре од Стресар го фаќа олотовот! Како?
Има на шорт сега. Загадна влегува шорт, Бојана. Бојана само еден фрак успева да направи 3-2. Остануваат Блиди и Орион против Фризби Овери Нухче. Нухче ќе ја плента бомбата за шорт. Таму се двајца негови играчи. Од долго ќе пушне Блиди, меѓутоа никој нема да ја покажа својата глава. Одлично го играат овој автерплен тимот на Скопје 5, сега и Нухче се заковува во тоа, во тој гејштег така наречен. Имаат само едно хе на располагање тимот на Infusion и сега Блиди Орион и Блиди со помош го зати последниот човек и тоа ќе биде ритейк за страна за Infusion 15-14. 2 на 3 меч ритейк. гледаме. 2 на 3 Каков меч? ритейк успеа да направат Infusion Esport како да се Блиди се исполнија разигрува. играчите на Скопје 5. Така, Блиди се разигрува во последните моменти, баш кога му е најпотребно на тимот и сега останува да видиме што ќе се случи во оваа 30-та рунда, дали ќе одиме во овертайм или пак ќе успеат тимот на Infusion да затворат со 16-14, се извинувам. Бојана ја отвора оваа рунда, паѓа овер на шорт. Уште еден има на шорт, тоа е Енсар. Овер се дисконектна. Дали не верува во својот тим? Сега искача Енсар, меѓутоа Бојана беше премногу спремен за овој фрак. Сега и Енсар се исклучува. Добро, овер се враќа назад. Not like this. 5 на 3, да, нема потреба од ова. Доиграјте. Останува Во сам. меѓувреме Јанко, Орион и Бојана О, 16-14 успева да затворат оваа рунда. Беше уште потесно од колку што очекував. Ја давав предикција дека ќе биде 16-11, меѓутоа 16-14. Connected. Insufficient permissions. За да можеш да уживаш во твојата омилена песна и да танцуваш како никој да не те гледа. За да ја играш омилената игра и победиш по 100 пат. За ти да ја одбереш твојата следна дестинација и да стигнеш во твој стил. За да се разбудиш кога ти сакаш и да правиш што сакаш. Да се препуштиш на твојот омилен крцкав вкус и да уживаш сам, но не и осамен. Вози соло, соло пакет. Твојот нов омилен соло оброк од KFC. User joined your channel. Стабилен и брз. Побрзај и не пропуштај ја оваа супер понуда за супер брз оптички интернет по цена веќе од 790 денари. Неотел.